Добра вечер, почитувани гледачи. Термин за ново издание на вестите на КТВ телевизија. Македонските граѓани денеска го празнуваат 11 октомври, денот на народното востание во Македонија. На денешен ден бил нападнат бугарскиот полициски участок во Прилеп, при што биле прекинати телефонските линии. Оваа акција се смета како прва и значеше почеток на востанието против фашистичкиот окупатор. Еден ден подоцна, на 12 октомври, се огласија и партизаните од Кумановскиот одред. Македонија со одлуката да пристапи кон антифашистичката коалиција застана на страната на прогресивното човештво. Народно-ослободителната војска на Македонија на крајот прерасна во добро организирана 110.000 армија со воени формации од највисок ранг како корпуси и дивизии. Одлуките на првото заседание на АСНОМ во 1944 година представуваа крај на оваа војна, со нив се оживотворени повеќе вековните идеали за основање македонска држава. Денеска по повод празникот 11 октомври беа положени букети цвеќе на споменикот на слободата и револуцијата на градскиот плоштад во Кавадарци. Со почит кон борците кои ги положија своите животи за слободата на македонскиот народ, оваа празнично утро делегација од локалната самоуправа, Организацијата на борците од Народно-освободителната борба, Сдруженијето на пензионерите на Кавадарци и политичките партии положија букети цвеќе на споменикот на слободата и револуцијата на градскиот плоштад. По повод празникот, градоначалникот на Кавадарци Александар Панов упати честитка до граѓаните. Сакам на сите граѓани на општина Кавадарци, на сите граѓани на Република Македонија да го честитам денесниот празник 11 октомври, денот кога организирано, да не кажам за прв пат, организирано во Република Македонија се дигне едно големо востание кое што имаше за резултат слобода после 4 годишна антифашистичка војна. Нашите предци, на кои што им ја должиме оваа слобода, ја ставија главата во торба, го положија многу од нив нивниот живот. Кавадарци даде 333 великани, односно темел на кој што го градиме модерно Кавадарци. Нека е за многу години празникот да славиме само идни мирнодопски победи. На спомен костурницата на паднатите борци во Неготино денеска по повод 11 октомври беше положено свежо цвеќе. Сојузот на борци на Неготино, Сдруженијето на пензионери и представници на Општинската организација на Црвен крст Неготино денеска по повод 11 октомври положија свежо цвеќе пред спомен костурницата на паднатите борци. Денешниот датум и 2 август се најзначајни за слободата на Македонија и Неготино, велат од Сојузот на борци на град Неготино. На овој ден 1941 година се ставени темелите на оваа држава, а вториот по важност е 2 август 1944 година, кога е формирана Асмомска Македонија и воспоставена наша македонска народна власт. Во оваа пригода сакам да истакнам дека и Неготино даде 5 делегати на АСНО, и тоа Лазар Каледжијски Добри, Боро Чаушев, Лазар Мојсов, Најдо Стаменин Орлов и Камбер Делгачев од село Долни Дисан. На 10 мај 1941 година во присуство на Страшо Пинџур беше формиран и првиот местен комитет на Комунистичката партија на Југославија за Неготино од 5 веќе афирмирани борци за социјална правда и национална рамноправност, кои набрзо се здобија со симпатии меѓу населението. Како минуваше времето, овој местен комитет го организираше народот, а поготово младината, се организиваа курсеви, се будеше свеста, се собираше оружје и други материјали, што значи народот забрзано се подготвуваше за вооружена борба, за да во месец мај 1943 година излезе во партизани првата група која што влезе во составот на Тиквешкиот партизански одред Добри Даскалов. Од тогаш па натаму, поготово во 1944 година, населението во Неготинско масовно излегуваше во партизани, за да на крајот на народностната борба Неготино, заедно со населените места, ја достигна бројката од 556 учесници. Важно е да се истакне дека многу учесници во НОП од Неготино станаа командири, команданти и политички комесари во разни воени единици на територијата низ цела Македонија.
Сакам посебно да истакнам дека голем број наши сограѓани, кои што имаа среќа да ја преживеат народно-ослободителната борба, дадоа голем допринос во изградбата и обновата на нашата држава, извршувајќи високи и одговорни функции, како на политички, така и на економски план. По повод празникот 11 октомври, денот на народното востание, честитки до сите граѓани од општината и републиката упатуваат од општинската организација на СДСМ Кавадарци. Продолжуваме со останати информации. 10 години јубилејна збратимена соработка во Кавадарци слават општинските организации на Црвен крст Кавадарци и Ковин Република Србија. Во име на јубилејот утринава двете организации засадија 10 садници. Во дворот на општинската организација на Црвен крст Кавадарци во име на 10 годишниот јубилеј од збратимувањето на општинските организации на Кавадаречкиот Црвен крст и Црвен крст на Ковин Република Србија денеска беа засадени 10 садници. Хуманитарците од Ковин во Кавадарци ќе бидат 3 дена, а за досегашните резултати од соработката во изјава за КТВ зборува председателот на Црвен крст Кавадарци Димитар Каракулев. Се осеќаме многу среќно и радосно, бидејќи ова година обележуваме 10 години меѓународна соработка на Црвен крст Кавадарци и Црвен крст Ковин, која што е поддржана од двете национални друштва на Црвениот крст на Македонија и на Србија, а воедно и на локалните самоуправи и градоначалниците на двете општини, кои што морам да кажам и тоа, кога видела дека навистина оваа соработка носи нешто добро и позитивно за градот, за младите воопшто, потпишаа меморандум за соработка и помеѓу двата града, Кавадарци и Ковин. Гостите од Ковин пристигнаа вчера, ќе бидат тука, значи 3 дена до утре. Се погоди во нашиот град баш во овој период да има и есенски панаџур, манифестација, така што има и што да видат и останати работи. Значи имавме заедничка дружба, заеднички состаноци на извршниот одбор на Црвен крст Кавадарци и извршниот одбор на Црвениот крст на Ковин. Средба на младите, гледате овде се присутни голем број на млади волонтери, а за денес имаме една мала работна акција пред нашите простори на Црвен крст Кавадарци. Ќе посадиме 10 садници кои што ги донесува гостите од Ковин во знак на овој јубилеј 10 години меѓународна соработка. Морам да кажам дека оваа меѓународна соработка во текот на овие 10 години донесе многу убави работи, значи имаше 10-20 меѓународни крводарителски акции, половина беа кај нас во Кавадарци, другите во Ковин. Значи имаме многу измешана крв за среќа, значи спасени се многу животи, помогнато и на многу болни. Потоа организирани се голем број на кампови, меѓународни семинари на кои што најчесто учествуваа младите од Кавадарци и од Ковин. Спортски средби кои што можевте да ги следите вие како медиуми и целокупната јавност во разни спортски дисциплини кои што има повеќе ревиален карактер, мал фудбал, шах, пикадо, влечење јаже во изминатите години, така што ова соработка ја надополнуваме секоја година со се нови содржини кои што водат кон едно позитивно дружење и работење. Синоќe имавме заедничка забавна вечер на која што беа присутни представниците на Црвениот крст на Македонија, генералниот секретар, потоа представници од локалната самоуправа и продолжуваме еве денес работно, вечер ќе се дружиме пак и оставаме простор малку гостите да се дружат со своите домаќини, бидејќи во текот на овие 10 години кога ние одиме во Ковин, значи и кога тие ја постуваат нашата општина, сместувањето не е по хотели, значи не трошиме пари за такви работи, сместувањето е по фамилии, значи јас лично и останатите во нашите домови ги сместуваме нашите гости, така што ете и тоа е еден позитивен белег на ова меѓународна соработка. Соработката продолжува и понатаму, заеднички проекти имало и ќе има, ветуваат двете организации на Црвен крст. Хуманистите од општинските организации на Црвен крст Кавадарци и Ковин Република Србија денеска на прием кај градоначалникот Александар Панов беше поздравена 10 годишната успешна соработка и најавено дека соработката меѓу двете општини ќе се продлабочи и на економски план. Благодарение на соработката меѓу хуманитарните организации на Црвен крст Кавадарци и Ковин Република Србија се продлабочува и соработката меѓу двете општини. Неодамна градоначалникот на Кавадарци Александар Панов беше во посета на Ковин, а денеска најави дека соработката ќе се продлабочува и на економски план. Тој денеска организираше прием за гостите од Ковин во неговиот кабинет и ја поздрави соработката помеѓу двете организации на Црвениот крст.
Двете крводарителски организации денес слават 10 години од нивното дружење и пред некој ден бев и јас гостин во Ковин. Сакав да бидам добар домаќин и на нив бидејќи слават јубилеи, не можев синоќа на нивната средба да ги дружам. Меѓутоа, би сакал јавно да се заблагодарам на граѓаните и на нивната организација од Ковин, кои што помагаат на Република Македонија. Истото тоа ние преку нашата крводарителска организација го возвраќаме и мислам дека тоа е едно од многу добрите начини како да две општини или две организации разменуваат своји искуства, секако и да се дружат, а од таа дружба да произлезе нешто најхумано, тоа е човечката крв, која што сигурно дека ќе се најде на некој кој што му е многу потребна. Знаете сите дека од ваквата соработка произлезе и соработката на ниво на општини. Нешто што нам и на Ковин ни фали, тоа е економската соработка и се надевам дека еве после моето престојување во Ковин и испитување на можностите за одредени инвестиции како во Македонија, така и во Србија, дека ќе се најде начин како да двете стопанства, односно двете економии најдат заеднички интерес во борбата за одредени пазари кои што и не обкружуваат и кои што се подалеку од нас. За моќ неуспешна ја оцени соработката меѓу двата града и општинските организации на Црвен крст секретарот на хуманитарната организација од Ковин Велинка Фара. Морам да кажам дека е тешко да се одржува една активност на ниво како што ние го одржуваме цели 10 години, а тоа значи дека добро соработуваме и дека комуникацијата меѓу нас е доста добра. Голема е обврската да бидеш домаќин и да дојдеш на гости, затоа што секое наше доаѓање си има своја тежина. Ние разменуваме искуства, прикажуваме што сме сработиле и мислам дека добиваме на квалитет во двете организации. Се трудиме што повеќе млади да вклучиме во нашите активности и ние традиционално како Црвен крст на Ковин организираме традиционални летни кампови на кои учествуваат и млади од кавадарци. Оттаму понесуваат нешто што е ново и она што го имаме ние. Крводарувањето кај нас се негува, со крводарување се занимаваме 365 дена. Давањето на крв е нешто најхумано што може еден човек да направи. Токму така и почнавме да соработуваме преку крводарувањето, а ја проширивме и соработката на ниво на општини кои се побратимија нешто после нас. Топлина и расположение имаше и на синоќешното дружење кај децата, а гледам иднина во оваа соработка со здрави темели. Обично парите расипуваат се, но овде нема никаква врска со профит. Она што го носиме во срцето е љубовта и пријателството. Денеска посадевме 10 садници пред Црвен крст да ги чуваат и негуваат како што ние го негуваме ова пријателство меѓу двете организации. Велес ја направи најголемата пастрамајлија, долга е 3 метра и 30 сантиметри. Овде во Теке е манифестацијата Питијада 2014. Вечерот Питијадата ги надмина и нашите очекувања. Значи имавме рекордна посетеност што се однесува за почеток, за прв ден, тоа е петок, така да синоќа токму како што кажавме. Одма после концертот се пристапи кон посета на кафулињата, по ресторантите, меѓутоа имаше и на самото место одлична забава направена од диџејот. Тоа значи дека објектите работеа цела ноќ. Утрово на состанокот го имавме сумирниот резултат од синоќашните продадени пити и количини на вино, така да го имавме периодот од 18 часот па се до утрово. Тоа значи дека се продадени повеќе од 10.000 пити пастрмалии, истовремено се испиени повеќе од 3,5 тона вино. Со оглед на тоа дека досега сме немале таков интензитет, имавме и состанок со производителите уште во текот на раните утречни часови забајлешни околу самата организација, бидејќи уште утрово се покажа дека ќе има уште поголема фреквенција и ќе има уште поголема побарувачка. Исторено се бајле во 10 часот почна и една трка, значи со точаци, тоа очекувавме да има негде околу 105 пријавени, меѓутоа се пријавија повеќе од 207 луѓе. Значи масовноста е присутна и сами може да се уверите како се тоа се одвиваше, а во моментов може и сами да видите дека се дели веќе најголемата пита, рекордот во Македонија пастрмалија,
е поголема од 3 метра, 3,30 со широчина од 1 метар. Со тоа го постигнавме и го надминавме рекордот што го имавме минатата година поставено со должина од 3 метра. Истовремено најавуваме со оглед на тоа дека и сопствениците и производителите на оваа пита кои традиционална веќе втор пат ја прават, најавуваат за идната година уште поголема пита пастрмалија. Општина Неготино ќе реализира јавна презентација и јавна анкета по нацрт локално-урбанистичка планска документација за изградба на резервоар за вода во катастарските општини Пепелиште и Тимјаник. Врз основа на Законот за просторно и урбанистичко планирање, градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов донесе одлука за организирање на јавна презентација и јавна анкета по нацрт локално-урбанистичка планска документација за катастарска општина Пепелиште за изградба на резервоар за вода и нацрт локално-урбанистичка планска документација код Тимјаник за изградба на резервоар за вода, изработени од Дизајн центар инженеринг Трајче Доел Кавадарци. Нацртите на плановите со графички приказ ќе бидат изложени во просториите на општина Неготино 5 работни дена и тоа од 10 до 17 октомври 2014 година. Во определениот рок за интересираните правни и физички лица од просторот, конкретното подрачје опфатено со плановите може да достават писмени забелешки, предлози и мислења на анкетни листови секој работен ден од 8 до 16 часот. Анкетните листови за учество на јавната анкета може да се подигнат во архивата на општина Неготино секој работен ден од 8 до 16 часот, а јавната презентација на плановите ќе се одржи на 16 октомври, четврток 2014 година во големата сала на општина Неготино со почеток од 13 часот. Неделата на детето вчера заврши со свечен прием на првачињата во детската организација и во општинското основно училиште Пере Тошев во Росоман. Вчера и основното училиште Пере Тошев Росоман со неколку активности ја заокружи детската недела. Учениците од вториот период учествуваа во активност за украсување на училишниот ходник со своји уметнички дела. Учениците од третиот период учествуваа во изработка на ликовни дела кои јасно го отсликаа детското видување кон светот, а учениците од предмет на настава пишуваа литературни творби на тема детски права за наше детство. Настанот заврши со кратка приредба во која учествуваа учениците од првиот период и членовите на драмската и рецитаторската секција. Првачињата со читање на заклетвата беа примани во детската организација, а веде директорот на училиштето, госпоѓа Мирјана Димова, им посака успех во понатамошното школување и среќно влегување во детската организација. Синоќа во музеј галеријата во Кавадарци по повод 11 октомври по 6 пат беше отворена изложба на млади ликовни уметници од Кавадарци и нивните гости. 40 автори и исто толку уметнички дела пред кавадаречката културна јавност понуди 600 издание на веќе традиционалната изложба на млади ликовни уметници од Кавадарци и нивните гости, која синоќа беше отворена во музеј галеријата. Масла на платно, графики, фотографии и инсталации инспирирани од жената понуди оваа изложба на млади автори и ликовни уметници од Македонија, Србија, Бугарија, Франција, Италија и Малта, во кои најмногу превладуваат дела инспирирани од женскиот акт. Да ги споменеме само имењата на Валентина Роко од Италија, Монери Мабај од Франција, Зина Неделчева од Бугарија, Ника Бела од Малта, Игор Чоко од Србија, потоа нашите Игор Јосифов и Гоце Давидов кои живеат во Америка, заедно со младите кавадаречки ликовни уметници како Симона Манчева, Трајче Павлов, Цветенка Темкова Илова, Сашко Дете Илов, Јадран Манчев и многу други. Секако заслужува внимание и делото Екзодус на Галапче Галапчев, кој веќе има своја определба да гостува на изложбата на младите кавадаречки уметници. Во улога на организатор на годинашнава изложба беше Риста Јосифовски Ромбо. Коти оваа година темата на изложбата беше жена, јас се одлучив за вечната инспирација на уметникот, тоа е женското тело актор. Значи, знаеме дека од праисторија па до ден денеска тоа е вечна инспирација за секој уметник. Па оваа година јас се одлучив за фотографија и представување на женско тело акт или ако земеме торзо од женско тело. Тоа е мојата фотографија. Моментално во твојата уметност што е актуелна? Моментално во уметноста сум се уште со скулптурата, се занимавам, спремам изложба, а
покрај тоа во слободното време со фотографија. Коста, што е твојата преокупација во фотографијата? Верувам дека освен жената имаш и други дели. Па да, значи со фотографија работам околу 10 години. Активно се занимавам со фотографија, тоа ми е и работа, и пасија, и страст, значи и преокупација дневна, секојдневна. Најчесто значи фотографирам портрети. Изразот на портретот не е секогаш, значи жената не е секогаш актот, меѓутоа да, емоциите тие, значи емоцијата на женското тело, емоцијата на женскиот портрет секогаш се истакнува, значи малце поинаку ја гледа публиката, значи и се разбира дека е секогаш неисцрпена тема за фотографија и за секој фотограф. Па да, нормално има уште многу да се истражува, има значи уште многу да се работи на таа тема. Убавината на жената се менува со годините, секое време носи подруга убавина на жената. Па да, се разбира, значи убавината се менува, и исто во секој различно време можеш да ја доловиш на најголема убавина на жената. Меѓутоа сепак она што е женственото, значи тоа што е природната убавина, да, тоа секогаш го имаат жените и ми се чини дека со текот на годините се поќе и поќе им расти го зголемуваат, значи. Како е твоето мислење воопшто за ова изложба, за она што имаш можност да го видиш од другите уметници? Па, мислам дека е прекрасно, значи една прекрасна иницијатива, значи поглед на жената како преку очите, значи на различни уметници, на сликари, фотографи, значи во секој случај одлична идеја и мислам дека можеш преку овие дела може да се спозна и премногу за жената. Предвременската прогноза е една информација за љубителите на спортот или љубителите на ракометот. Утре со почеток од 13 часот во спортската сала Јасмин Кавадарци, градскиот ракометен клуб Лозари го игра првиот надпревар на домашен терен со екипата на Ѓорче Петров од Скопје. Одлична можност да се ужива во овој спортски настан, а на крајот вестите и временската прогноза. Утре ќе биде сончево со мала облачност, а максималната температура ќе го достигне 25 степен. Со времето и завршуваме. Благодарам за вниманието. Убав празничен викенд со програмата на вашата КТВ телевизија. Секој добро.